Благодарам, подпредседателке. Колешке Лолита Ристова, изразивте чудење зошто вашите податоци, кои ги добивате од пиарот на вашата партија, чиј председател е Зоран Заев, не се совпаѓаат со оние кои ги кажуваме ние, а тие се извлечени од официјалните институции, Министерството за финансии, Државниот завод за статистика, и не треба да ве чуди. Вие имате начело на вашата партија човек кој се крсти и лажи. А зина, а излага. На вестите во 18 часот си дава оставка, а на другите во 21 си ја повлекува. На тие во 19 Мартин од Куманова Пратенико подпишува петиција за да го спаси. Тоа е вашиот председател и такви информации добивате. Пред првиот круг на локалните избори, вас, на ваш митинг, на вашите членови, на македонската јавност, ви се обрати со зборовите. Ке добијаме, мислам на СДСМ, 22 општини, а ВМРО ДПМН е 6. Верувајте ми, добро сум информиран, знам што зборувам. Или не е добро информиран, или не знае што зборува, или ве лажи. Ама јас ќе ви кажам, ве лажи. И затоа податоците не ви се совпаѓаат. Сега да продолжам со она што денеска е на дневен ред, буџетот за 2022 година. Буџетот. Ако ве перцепирав како презентерка на вести, ќе ве пофалев за она што го зборувавте. Но вие сте пратеник од Собранието на Република Македонија, кој, за жал, денеска зборуваше за буџетот, пред буџетот за 2022 година. И тоа не е било каков. Најголемиот буџет во историјата на Република Македонија. 4,4 милиарди евра. Колешки Ристова, ако немате добра меморија, ќе ве подсетам. Кога бевте во опозиција, овде пред собрание, организиравте протести, беа во моменти и насилни, за буџет кој изнесуваше 3 милиарди евра. Протестиравте, се тепавте и не знам што се правевте. Денеска носите буџет од 4,4 милиарди евра, кои пари, кои ќе се трошат за партиски вработувања, за криминални тендери и за задоволување на бизнис интересите на вашите моќници од вашата партија. Без око да ви трепне и овдека кажувате се и се што. Ова е документ, браните документ, кој што не се брани. Браните документ кој во реалноста е, знаете што, ќе го опишам со една народна поговорка која често се користи во прилеп. Миш јасан да ти бам. Зошто го велам ова? Во овој буџет предвидувате економски раст од 4,6%. Сите стручни лица, експерти од оваа област ви кажуваат дека ова е невозможно. Зошто е невозможно? Затоа што досега, во изминатите години, додека е Социјалдемократскиот сојуз на власт, кога немало ниту пандемии, ниту кризи, ниту џаоли, ни врази, ништо, сте имале раст под 4%. Никогаш повеќе од 4%. Како сега одеднаш со волшебно магично стапче ќе имаме раст од 4,6%. Македонија е мал производител. Повеќе увезуваме отколку што извезуваме. И како тогаш до повисок раст? Како планирате до повисок раст? Како со 5.000 затворени фирми? Како со повеќе од 60.000 лица кои останаа без работа? Страните директни инвестиции ви се убедливо најниски во регионот. 247 милиони евра странски директни инвестиции имате, а Србија, која пред неколку години се движевме исто, бевме лидери и пред нив во регионот за странски директни инвестиции, има ни повеќе, ни помалце 15 пати повеќе директни странски инвестиции од моменталните во Република Македонија, а тоа е 3,4 милиарди евра. Затоа не ни се совпаѓаат бројките. Оти реалните бројки се катастрофални. Парите ќе се трошат, кажувате, и за рационализација во администрацијата. Каква рационализација?
Превработувате партиски војници. Еве да ви кажам, колешки од Кавадарцијеве и вас денеска ве поздрави, Силвана Антон од Тетово. Една убава плава господја на Фейсбук кажа да ме вработи Зоран Заев, бидејќи Билал Касами ни ги прекинува договорите, бидејќи бевме 350 лица ангажирани по договор на дело, а општината имала 300 вработени. Како не ви е срам? Како не ви е срам? Зборувавте за проектите од ВМРО ДПМН, не направиле ништо, а Социјалдемократскиот сојуз направиле повеќе. Минатава недела, после 4 години, имав прилика да влезам во канцеларијата на градоначалникот на општина Прилеп. Онаа преубава зграда, која господинот Маријан Ристевски, додека беше на власт ВМРО ДПМН во Прилеп, ја направи. Најубавата зграда на општина во Република Македонија. Само ќе ви кажам, толку домајкински сте работеле, што ако сакате можеме заедно да појдете на увид да се уверите, не е ниту варосана. Со кофи, со канти и со шишина, кај што течи, се собира капајцата внатре во канцеларијата од градоначалникот. Јас ова ви го гарантирам. И се чудев, колку е можно недомајкински да се работи. Панчо, бидејќи ти изрази желба да се видиш со градоначалникот Борчо Јовчевски, лично првче там не видиш и да се увериш во каква состојба се најдува и како сте работеле. Поентата ми беше, она што ВМРО ДПМН го изгради низ годините, Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ не можат ниту да го варосаат, ниту да го одржуваат. Со овој буџет доаѓаме од јавен долг на крајот од 2022 година од близу 66% од бруто домашниот производ. Рекорден. Со овој јавен долг ќе се доведе во прашање фискалната одржливост. Дали ќе можеме да ги отплаќаме обврските? Социјалдемократскиот сојуз за волја на вистината и што е факт, што се точни податоци, го зголеми јавниот долг за близу 3 милиарди евра. Во 2017 година, кога ја зедовте власта, јавниот долг изнешува 4,7 милиарди евра или 47,7% од бруто домашниот производ. Сега се доближува до 66%. Секој ден ја презадолжувате државата и го презадолжувате македонскиот народ. Со вака конципиран буџет ќе не задолжите со нови 787 милиони евра и ќе се доведе до тоа на крајот да имаме, како што кажав, рекорден јавен долг од близу 66% од бруто домашниот производ. Парите се трошат недомајкински, за партиски вработувања, криминални тендери, заситување на бизнис интересите и купување на гласови. Гледам овде многу реагирате на ова кога го зборувам партиски вработувања и какви се кадри вработувате и како се однесувате со државните пари по основ на ова прашање. Пред изборите, локални избори, пред првиот круг, во Прилеп, еден од кандидатите за градоначалници изваде некои аудио материјали, каде што јасно се гледа раководството на Социјалдемократскиот сојуз како се однесува кон овие партиски вработувања. Ќе цитирам: во Прилеп, почитувана господја Лолита Ристова, слушајте ме, во Прилеп измислиле вашите колеги од Социјалдемократскиот сојуз ово работно место по систематизација, маткач, возач на лифт. Каква категорија треба да положи или лиценца за возач на лифт? Затоа сме задолжени 7,5 милиарди евра. Затоа е зголемен јавниот долг. Дајте му ги на овие лица, на дел од овие лица, а вие да си живеете убаво со овие 50 денари и помалце 50 денари на ден. Тогаш, верувам, нема да изгледате вака средено и убаво како што сте денес. Затоа, само ќе ви порачам, 200 амандмани кои се водат од приоритетот на граѓаните,
за вистинско стимулирање на економија преку капитални инвестиции, заштита на здравјето на граѓаните и помош за кризите кои доаѓаат, има поднесено ВМРО-ДПМН и коалицијата, односно пратениците. Затоа, дајте конструктивно, поддржете ги овие амандмани, бидејќи за овие амандмани се црпени директно од комуникацијата со граѓаните во сите делови на државата. Бидејќи од Охрид, Ресен, Битола, Прилеп, па овие во Кавадарци, комшиве ваши, уште поинаечи, вие му кажувате убаво живеат, тие со 10.000 разлика ве поразија, Скопје, 30.000 разлика ве поразија, значи довербата ја дале за остварување на овие амандмани кои ги предлагаме. Дајте заеднички овдека конструктивно да ги донесеме овие амандмани и да не бидат за крадење, за арамилак, за тендери во Рик Битола или не знам каде, секаде. Секаде, докај што ќе се фати, се трати. И затоа сме на ова дередже, докај што сме донесени денеска. Затоа апелирам, дајте заеднички, конструктивно, бидејќи затоа сме сите избрани, затоа седиме во овие клупи од граѓаните на Република Македонија, прифатете ги овие амандмани, за да може да кажеме дека сме направиле нешто добро и нешто во интерес на граѓаните. Бидејќи со овај буџет, каков што е арамиски, ќе продолжиме да тониме се повеќе и повеќе на сите рейтинг листи. Од сиромаштија, корупција, секаде. И последно, бидејќи зборувате за транспарентност, за антикорупција, да ви кажам, најново истражување на швајцарскиот институт Global Risk Profile, која истражува корупцијата во светот, во својот најнов извештај ја става Македонија на 85-то место. 84-та земја е некоја Палау, а 86-то место го зазема Брунеј. Ево такво друштво не донесовте вие и вашиот Зоран Заев. Затоа, или прифатете ги овие амандмани кои ги нудиме како искрена помош за граѓаните на државата пред се, или кажете му на тој вашиот премиер да си достои еднаш во животот на зборот, да си ја поднеси оставката и кога ќе си оди од зградата на владата на Република Македонија, да не заборави да си ја земи и Нобеловата награда. Ви благодарам.